направивме едно барање кое што го доставивме до сите релевантни институции, пред се до Министерството за образование и наука, понатаму до секторот за образование до општина Куманово, Народниот правобранител, Државниот просветен инспекторат, Бирото за развојно образование, како и Комисијата за заштита и спречување од дискриминација. Барањето е прилично долго и јавноста може да се информира за истото преку вас, медиумите, а сега би се осврнала на фактот и на темата која што е актуелно деновиве, тоа е конкретно учебниците. Според членот 2 во Законот за учебници за средно и основно образование, учебникот е основно наставно средство и извор на знаења за реализација на воспитно-образовниот процес и според овој член секој дете има право на учебник. Состојбата за жал не е таква. Многу учебници недостасуваат од почетокот на учебната година до сега. Учебникот по историја се уште се бараат рецензенти и се очекуваат. Понатаму учебниците по англиски јазик веќе 4 или 5 години процедурата е во постапка и учениците се лишени од нивното основно образовно средство. Состојбата на учебниците не е на она ниво на кое што треба да биде, со искинати страни, без корици, учениците се приморани да фотокопираат, да поземуваат. Едноставно тоа е нешто на кое што мора да се обрне внимание и да се испечатат нови учебници, а секако и да се достават на време. Новата концепција е избрзана и не е донесена врз база на темелна анализа на состојбите во образованието, условите во кои што се реализира наставата во училиштата. Заради тоа не треба се избрзува со никакви реформи и да бидат реформи проформа врз база на некои искуства од другите држави, кај што состојбата е сосем поинаква на терен. Од такви практични причини не треба се брза и сега за сега треба се задржи работа според старата образовна концепција. Барањето е неодамна пратено минатата недела во четврток и очекуваме одговор.